Добар ден. 10 часот е времето кога секојдневно ви го испраќаме нашиот поздрав, означувајќи почеток на уште едно издание на Афординација. Знаете, од понеделник до петок сме заедно со вас секој ден од 10 до 11 часот и тоа е времето кога се грижиме за вашето здравје. Се разбира, оставаме простор и можност да поставите некои прашања на нашите секојдневни гости, доктори, соговорници кои што одговараат и на нашите прашања овдека во студиото, но и на вашите, се разбира, на кои што секогаш даваме предност. Телефонските линии и денеска се отворени, а одвојуваме време 1 час за темата која што се однесува повеќе за децата и е особено важно за родителите кои што треба да бидат исклучително внимателни кога се работи за наблюдување на своето дете во однос на физичките активности, во однос на движењето и на правилниот раст и развој. Вчера беше првиот училишен ден, започна и уште една нова школска или учебна година и уште една генерација првачња тргна на училиште. Но, кога станува збор за деформитетите на рабетниот столб во детската возраст, тие може да се појават и во предшколска, но и во школска возраст. Повеќе за ова во продолжение зборувам со мојата денешна гостинка, доктор Аница Хаџипетрушева Јанкиевик, физијатар од болницата Аџибадем Цистина. Добар ден за вас, докторке, добро дојдовте во нашата Афординација. Денес одвоивме да зборуваме за оваа тема, еве поврзано можеби со почетокот на една нова учебна година, но јасно е дека не се само школските денови, туку генерално од самиот почеток на животот на едно дете или правилниот раст и развој е многу важен во однос на правилното развивање на рабетниот столб и негово правилно функционирање. Воведно би можеле да кажеме за самата улога која што ја има рабетниот столб врз човечкото тело и врз човечкиот организам. Рабетниот столб е, самиот збор кажува, столб на целото тело, односно на нашиот труп, и тој е носител на сите функции и стабилноста на нашето тело, односно на мускулоскелетниот систем. Развојот и правилниот развој, значи се започнува уште од самата детска возраст, кога децата пролазуваат и проодуваат и треба да се грижиме се до периодот на раст, да имаме правилен развој на целото тело, на целиот мускулоскелетен систем, вклучувајќи го и рабетниот столб, за понатаму во животот да не имаме последици во однос на тегоби, болки, оневозможеност во секојдневното лесно функционирање. Грижата за телото, да, започнува, реков, уште од самото раѓање на детето, па нели како ги учат родителите на почетокот, вежби за колкчиња, вежби за раздвижување на екстремитетите на детето, моментите дали да се оди во дубалце, дали да не се оди, заради правилниот развој на рабетниот столб. Убаво е детето што подоцна. Во ние нормални фази да се вертикализира, односно да застане, затоа што секогаш е убаво да имаме и фазата на лазење на детето повторно заради развивање и јакнење на грбната мускулатура, за да би имале понатаму стабилен и добар рабетен столб. Самиот рабетен столб е изграден глобално од 4 дела, тоа е вратниот или цервикалниот дел, градниот или торакалниот, лумбалниот и сакрококцијалниот дел. Тоа се 33 пршленски тела кои што се поделени во овие делови и сами по себе градат 3 физиолошки кривини, кога ќе го погледнеме рабетниот столб во профил, и тоа се вратната лордоза, односно кривина навнатре, торакалната кифоза, односно кривина малку нанадвор, и лумбалната лордоза. И тоа е така, повторно кривина навнатре. И тоа е така направено за да се обезбеди соодветна стабилност на телото. Кога ќе го прогледнеме во чело или во анфас рабетниот столб, тој има една права линија која што треба и да се задржи понатаму, а во профил има изглед на латинската издолжена буква S. Целта во понатамушниот развој е да се задржат овие правилни кривини и да не добиваме други странични или искривување на рабетниот столб, затоа што веќе така ја пореметуваме неговата статика. Помеѓу сите пршленски тела постојат и дискови, кои што во суштина представуваат амортизери помеѓу секое пршленско тело, од каде што излегуваат и тие спинални нерви кои што ги нервираат од вратниот дел рацете, од торакалниот дел градниот кош и абдоминалниот дел и од лумбалниот дел
нозете. И така успеваме, кога се си е на свое место, нормално да функционираме. Да, правилна, всушност обалувањето на правилната функција На правилната функција, на работниот да. столб. Точно е дека родителите уште од самиот почеток им се појавуваат безброј прашања или прашалници, но затоа пак тука на почетокот на животот на едно детенце, новороденче и на самите во првите месеци посетите на ортопед се многу чести. Да. И од тука се добиваат советите и всушност се одговара на прашањата на родителите кои што можеби на почеток не знаат доволно како и на што треба поточно да се внимава или како да се насочува своето дете во правилен раст и развој, да. кога е развивањето на работниот столб во прашање. И од тука, еве, можеме да кажеме за најчестите грешки или па да речеме најчестите причини кои што доведуваат до деформитетите кои што може да се појават во текот на детската возраст. Најголемиот проблем во појавата на деформитетите на мускулно-скелетниот систем, односно на работниот столб во случајов кај децата, е обезноста, односно ајде да речеме малку преголемата телесна тежина, што е на денешно време повторно голем проблем. Потоа е физичката неактивност на децата од мала возраст, врзаноста за електронски уреди, телефони, таблети, телевизори, тоа доведува до комплетна мускулна несоодветна функционалност и неправилно седење. Значи, буквално физичката, која ставиме во еден пакет, физичката неактивност на детето, уште од најмала возраст, допринесува до несоодветен развој на работниот столб. Заради тоа, сите оние, уште пак ќе кажам, од најмала возраст, прошетки, играња, не знам, на треви, фудбали, истегнувања, балети за девојчиња, сето оно и од најмала возраст е добро не дека ќе ги направиме професионални спортисти, туку да ги научиме дека физичката активност е онаа која што ни го чува телото и здравието. Да, но и физичката активност која што всушност не само во детската возраст, но и во текот на целиот живот. Ќе следи понатаму како навика во текот на целиот живот. Треба да е составен дел од секојдневието и тоа е еден совет кој што често пати го слушаме, а верувам и дека нашите гледачите како го имаат запомнето, а всушност и од она што можеме да забележиме е дека генерално и поголемиот дел го практикуваат, но особено е важно и затоа акцентот го ставаме во детската возраст кога всушност се формира, се формира работниот столб и се формираат се правилните функции кои што нели понатака треба да ни служат во текот на целиот живот. Така е. Што се однесува до најчестите деформитети, кои може да бидат најчести деформитети и кои најчесто се среќаваат во пракса? Најчести деформитети од детската возраст се сколиозата и кифозата. Сколиозата представува странично искривување на работниот столб и она кога го реков кој ќе го видиме во амфас работниот столб треба да е како права линија. Закривувањата странични на работниот столб се викаат сколиоза. Тие може да бидат како единична кривина која што се јавува или во торакалниот или во лумбалниот дел, меѓутоа може да бидат и како двојна кривина, примарна да има на торакалниот и потоа да се развие, се вика компензаторна на лумбалниот, затоа што повторно работниот столб се труди да си добие една своја статика. Другиот искривување е кифозата, која што најчесто се јавува во торакалниот дел. Искривувањата може да бидат физиолошки и структурни. Физиолошки во однос на она какво е држењето на телото на детето. Значи, не секое лошо држење можеме да го окарактеризираме како сколиоза или кифоза. Најнапред започнуваат како лошо држење во однос на кифотично држење го викаме да речеме и тоа е раменца закривени нанапред, слаба грбна мускулатура, лош став на детето и го викаме гледате какво е како кифла е свиткано или подгрбавено. И тоа е во почетокот представува само држење кое што е лошо. Меѓутоа немаме структурно искривување на работниот столб.
Сколиотичното држење повторно може да е само држење или да имаме структурно искривување. Држење значи дека едното раменце е пониско, детето на криво седи, навика му е да е едната рака повисоко поставена. Меѓутоа, кога ќе направиме снимка, ќе видиме дека со самата структура на рбетниот столб е се во ред, меѓутоа држењето на детето е лошо. Добро е да се почне со третман уште во самиот период на лошо држење на телото, заради тоа што тогаш правиме корекција на мускулатурата и соодветно јакнење на мускулатурата и последиците се многу помали. Воколку веќе почне да се имаат структурни искривувања, значи на рентген снимка добиеме дека имаме сколиоза или кифоза, тогаш веќе и третманот е многу помако утрпен, подолготраен и резултатите нормално ќе бидат помали. Така. Што се однесува до раното забележување на, и да речеме тоа неправилно држење, кое што доколку е само тоа на почетокот би било полесно понатаму во самиот третман и во лекувањето, многу е важно забележувањето на истото, а се разбира дека тоа треба да го забележат родителите или оние кои што се во најблиска секојдневна околина. Ќе продолжиме со ова, имаме гледачна линија, па ќе се навратиме на прашањето. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Може да прашам, да не слушам. Може да прашам докторката, јас негде 40 години свирам армоника негде од 16-17 година. Армониката е ише негде 20 кила. Се стварно ми е искривене рабето, ама од половината негде како 20 сантима имам, ише тако кафено. Плеки и дадеа ми адвардан и не поминува кожната доктор го щипи. Добро. Два пъти ми дава истите адвантан мачкам и флекте не изчезнуват. Дали го Ако разбрахте? може да ми отговорите. Во целост прашањето, прво дали го разбрахте да ја прашам? Да, најверојатно имал некакво пребојување во кафеаво пребојување во лумбалниот дел, колку што јас го разбрав. Да, нешто така, иако имам надвор од темата, еве некој совет чисто да се насочи гледачот или пациентот, иако Самиот господин кажа дека има оптеретување во однос на држење на армониката. Тоа може да допринесе до тегоби, особено со лумбалниот дел, заради константното оптеретување. Меѓутоа, некаква поврзаност помеѓу кожната пребоеност на тој дел и самата симптоматологија во однос на вкочањето, болки, трнење по нозите и друга симптоматологија од лумбалниот дел на рбитниот столб начално нема. Така да таа кожна пребоеност повеќе е едно, ова е сосема друго, не би поврзала некако, меѓутоа нели треба да се обрати повторно кај својот доктор и да се направат и снимки и исследување да се види причината за тегобите. Оно што е важно и неопходно секогаш кога се појавува одреден проблем е, се разбира, прегледот кој што треба да се направи кај одреден специјалист. Застанавме значи кај симптоматологијата, односно на временото забележување на тоа неправилно движење, седење, држење, да. Како да се забележи? Првенствено дали детето чувствува некои симптоми? Не, најчесто децата и не чувствуваат. Тоа се забележува некаде во раната детска возраст, тоа е 6-7-8 годишна возраст. Најчесто го приметуваат родителите и наставниците на училиште, заради тоа што баш е лошо држење. Значи, најчести се тие кифотични ставови, каде што детето е буквално згрбавено. И гледате дека во секоја положба, дали седи, дали шета, дали стои, дали јаде, е баш легнато на масата или целото згрбавено и буквално се познава една грба неубава, не дека е таа структура, меѓутоа е непријатна кога ја видите преку маичката. И го имате постојано од родителите, исправи се или од наставниците. И тоа се првите симптоми кога треба да сватиме дека треба да превземеме нешто. Заради тоа што не можеме да бидеме постојано со детето и да го подсетуваме дека треба да се исправи.
веќе ова е аларм дека треба да се превземе во однос на некаква физичка активност која што ќе зајакне грбната мускулатура, ќе го оттргне детето од постојаната седечка, неправилна, принудна положба и ќе почне паралелно да се јакне целиот труп, односно целото тело и на тој начин ќе го подобриме ставот. Втората работа која што ја приметуваат е повторно закривеност. Ќе кажете едната лопатка му е повисоко поставена или едното раменце е поспуштено. И најчесто и за тоа се јавуваат на лекар и тогаш треба да одредиме дали е само држање, дали е структурно искривување и во која насока на третман ќе се оди понатаму. Овие откривања на лошото држање кај децата се откриваат и на оние систематски прегледи, рутински кои што се изведуваат во училишната возраст, меѓутоа тие се изведуваат на неколку години, на 2 до 3 години, не знам каков е сега календарот на систематски прегледи, и тоа е веќе голем период за да уочиме некакво искривување и за да го оставиме само на таквите рутински прегледи. Секогаш е убаво или самиот родител да го погледне детенцето или да види или каков е неговиот став при стоење, при седење и да изалармира за тоа што понатаму да се јави на лекар и да се алармира што понатаму да се прави. Да. Процентуално ли, што вели статистиката или ева и од вашето секојдневно искуство, дали ваквите најчести деформитети на рабетниот столб се јавуваат во текот на школската возраст, односно кога веќе ќе започнат децата да одат на училиште, и колку е тоа во сооднос со деформитетите кои што се јавуваат и пред школската возраст, бидејќи факт е дека децата во првите години од животот колку и да родителите се пасивни или не ги праќаат за физичка активност, децата се сепак темпераментни и се цело време во движење. Но кога веќе започнуваат на училиште, тие сакале некеле мораат да седат неколку часа во училишните клупи. И од тука се поставува прашањето во каква положба седат, па дали седат исправени, па колку често и самите наставници ги потсетуваат, например како што било некогаш во времето да се седи правилно со рацете позади, да. Тоа можеби е малку занемарено во денешно време и можеби од тука бројот на ваквите деформитети е поголем. Порано многу подоцна се појавувале деформитети, многу подоцна. Некаде околу 9-10 годишна возраст почнувало подемна развој на деформитетите. Денеска таа граница е поместена и дури веќе 6-7 годишна возраст се појавуваат деформитети. Не дека порано не може. Меѓутоа сите деформитети на рабетниот столб што ќе се јават во возраст под 6 години, сметаме дека имаат некакво вродено потекло. И интензивниот раст не е оној кој што ќе ни доведе до несоодветен развој на рабетниот столб воколку имаме лошо држење на телото и лош став. Точно е, децата се порано тргнуваат на училиште, се подолго седат во принудна положба, па ќе напоменам се повеќе се врзани за електронските уреди и таа неактивност доведува до се порано појавување на деформитети на рабетниот столб. Треба да се започне, односно уште во најраната возраст, која ќе почнат на училиште, со правилно седење. Правилно седење треба да се прилагодени клупите на децата за малите дечиња. Помали клупи, помали столчиња и основното правило е дека детето кога седи, да го има правилото на 90 степени. Рабетниот столб со надколениците да биде во 90 степени, стопалата, односно подколеницата и надколеницата во коленцата да има агол од 90 степени. Тогаш знаеме дека детето правилно седи. Дека не е легнато врз масата, дека има правилна позиционираност на рабетниот столб и дека масата и главата треба да се одвоени една подлактица. Односно, за да може правилно да чита, правилно да пишува детето, дека тоа растојание треба, како што вие сега седите, точно да е една подлактица, за да не му биде ни превисоко, ни прениско, па многу да се згрбавува. Втората работа е која што се внимава ранците, односно училишните
торби. Точно дека е многу битно каква училишна торба се одбира за детето, особено што на денешно време им се многу полни со тетрадки, учебници и сето тоа. И кога ќе ги видиме првачињата со огромни ранци, навистина за жал поголеми од нив и мислите дека во секој момент ќе се превртат. Начално, самиот ранец, односно самата училишна торба треба да не е тешка кога е празна. Значи да нема многу додатоци, да нема многу подлоги, да нема многу шипки на себе и слично, или какви да се модерните, туку треба ќе фатите да таа да е лесна. Второ, треба да е со дебели на раменици на двете рамења да може да се става, да не е поголемо од 2/3 од грбот на самото детенце и да не тежи повеќе од 10 до 15 килограми, 10 до 15% од телесната тежина на детето. И начинот на кој што се редат книгите. Значи, тешките книги се редат до самото грбче, полесните се редат поназад, за да има правилно оптеретување. Со начинот на целодневна настава, сега е тој момент олеснет, бидејќи децата во понеделник се ги носат, односно родителите им помагаат да ги однесат чантите во училиште, во петок се ги зимаат, па тој момент и го немаме како оптеретување, меѓутоа правилното седење е многу битно. Застапеноста на физичката активност во училиште. Значи, потребно е на секој час да има барем по 10 минути физичка активност кај децата до 4-5 оделение. Потребно е часовите по физичко воспитување да бидат секојдневни и на секој 4 часа да имаат барем по еден ученичен час физичка активност. Не мора да е часот физичко, може да ги пуштат надвор да трчаат, меѓутоа сепак на секој 4 школски часа да има по еден час физичка активност. И тоа се некои норми и стандарди кои што се воведуваат во цела Европа, заради тоа што не е само кај нас, туку е светски тренд и проблем во однос на деформитетите на рапетниот столб и нивна превенција. Да, но за тоа еден од виновниците, да кажеме, е развојот на технологијата или на компјутерите, сите оно што е достапно за децата, телефоните и слично. И сите оние игри, било што, различни содржини кои што го привлекуваат нивното внимание и истовремено ги привлекуваат или ги врзуваат за столче, да бидат во седечка положба, која истовремено е неправилна и од тука се јавуваат овие деформитети. Ги споменавме на почетокот причините кои што може да доведат до едни од најчестите деформитети, но ќе ги споменеме или ќе ги донаброиме ризик факторите, меѓу кои можеме да го кажеме, да кажеме улогата на генетскиот фактор како таков и колку може тука генетиката да влијае во однос на растот и развојот, или треба да има дополнителна причина за да се појави таков деформитет? Генетиката како таква да ја носиме, меѓутоа треба да ја помогнеме за таа да излезе на површина. Генетскиот наследен фактор да постои, не е докажано дека секогаш се пренесува и дека е тој главниот и единствен виновник за настанувањето на деформитетот. Меѓутоа, ако ние дозволиме, односно го поттикнеме оној тригер фактор на апсолутна физичка неактивност, тогаш да, ќе самиот генски фактор ќе се излезе на површина и ќе се напреднат оние деформитети кои што инаку би биле можда во многу минимална форма, која што нема да го попречува секојдневното функционирање. Оно што претпоставуваме често прашање од страна на родителите е да, децата го поминуваат едниот дел од денот во училиште и сега останатиот дел од денот треба да се напише домашно, треба нешто да се научи и уште нешто друго кој треба да се направи во домот. Тука треба секогаш да се одвои време за физичка активност. Сега може би нивното прашање е колку пати неделно или кој спорт или која физичка активност би била најсоодветна во однос на правилното држање и функционирање на работниот столб. Оние совети и прашања кои што можеби се почести ги интересираат. Физичка активност, да. 3 до 4 пати неделно секако, заради тоа што треба што поактивни да бидат децата, особено во периодот на интензивен раст. Зборуваме од 8, 9 па се до 15, 16 годишна
возраст, тоа е тој најинтензивен период на расти, кога најмногу ни настануваат тие деформитети, се највидливи, најизразени. Кој спорт? Мораме да најдеме баланс помеѓу она што е добро за детето и што сака да прави детето. Можеме да зборуваме кои се медицински оправдани спортски активности, меѓутоа ако детето не сака да го спортува тоа и не сака да ги прави тие вежби, тогаш нема да прави ништо и нема да имаме никаков ефект. И секогаш одиме во подобро нешто отколку ништо. Значи, во случај што него би го интересирало за да може да го... Да, со тоа што ќе адаптираме. Спортовите најчесто ги интересираат оние тимски спортови како фудбал, кошарка, ракомет, одбојка. Сите тие се убави, меѓутоа имаат и своји недостатоци. Затоа и самите тренери се посебно обучени детски тренери, не се оди на форсирано и интензивно вежбање од самиот спорт, туку се оди и на вежби за јакнење и стегнување на мускулатурата на целото тело, за да го имаме правилното формирање на телото. Значи, играњето фудбал или играњето кошарка не е само шутирање топки и давање кошеви, туку и самите тренери почнуваат да ги прилагодуваат се повеќе и повеќе тренинзите во однос на почетниот дел да биде на правилно загревање, она што го викаат, односно правилни вежби што ќе го оформат соодветно телото на детето и ќе превенираат појава на секакви искривувања и деформитети, не само на рбетниот, во суштина на целиот мускулоскелетен систем. Убаво е да се почне со спортови кои што не се агресивни кај децата. Убави спортови се карате за момчиња, пливањето, балетот за девојчиња како правилно држење. Меѓутоа, тоа можеме да им го наложиме во онаа млада детска возраст. Понатаму, пак ќе кажам, кога ќе ги посакаат оние активни, контактни тимски спортови, треба да прилагодиме или ако гледаме дека тоа не е доволно да детето, да искомбинираме со вежби за истегнување, со еднаш неделно пливање или нешто такво, кое што сепак ќе ги задоволиме и желбите на детето, а ќе одиме во однос на правилниот раст и развој. Да. Што значи дека само часот по физичко во текот на една недела, онолку колку што часови има од понеделник до петок, не се доволни, туку плюс од тоа во останатиот дел од денот треба да се има одредена физичка активност. Која би била идеалната возраст да се започне со тоа, дали кога ќе се тргне на училиште или пред тоа? Може да се започне со одредени спортски активности, полесни, може да се започне уште 5-6 годишна возраст. Имаме една кратка пауза за реклами, а потоа во продолжение се разбира од денешната тема ќе зборуваме за диагностиката, односно за диагностицирањето на ваквите промени и видливи знаци кои што укажуваат дека станува збор за одреден деформитет, но и се разбира за терапијата и понатамошното лекување. Останете со нас на Алфа. Продолжуваме со вторничното издание на Алфа Ординација и еве подсетување за оние кои што можеби подоцна се вклучија. Денеска зборуваме на тема деформитети на рбетниот столб во детската возраст, вклучувајќи ја тука предшколската, но и школската возраст. И во првиот дел од нашата денешна емисија зборувавме за тоа што всушност представува рбетниот столб и која е неговата функција, а при тоа колку е важно да се внимава на правилниот раст и развој кај децата и за нормалното функционирање на рбетниот столб. Ги споменавме и причините кои што можат да влијаат и да доведат до одредени деформитети, како и симптоматологијата, односно на временото забележување на одреден проблем или на визуелно некоректната положба на самиот рбетен столб кај децата и од тука време за консултација со доктор. Моја денешна гостинка е доктор Аница Хаџипетрушева-Јанкиевиќ, физијатар во Аџибадем Систина, и во првиот дел исто споменавме, доктор Аница, дека симптоматските прегледи се можеби на малку подолг временски период и тоа не е единствениот преглед кој што треба да се чека, на кој што треба да се чека за да се види дали е се во ред, туку индивидуално родителите треба навремено да прават превентивни прегледи. Во продолжение ќе одговориме на колку време треба да биде тоа, на која временска дистанца и колку всушност треба да биде во континуитет кај самите деца, но да одговориме на прашањето од гледачот кој што го имаме на линија првенствено. Добар ден.
Добро утро, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав за емисијата, за гостницата. Видите, би сакал да прашам, ја слушам со интересирање, гледам дека е доста стојат одавна. Ме интересира за дечиња, имам машко и девојче внуче. Машкото е 4 години, девојчето е 3. Значи, наполнети, 3,5 према 4,5. Ме интересира за машкото, што би препорачале, он доста темпераментно, кој спорт вака би можел да почне да го вака нешто некој да го упражнява, и за девојчето. За преска докторката спомна карате, па некој вака од разговори со луѓе рекоа дека ќе го стегне во растот, ќе му стопира растот, не знам што, не знам како, па околу тоа дали каратето е прикладно и дали навистина би му го стопирал растот, или па да ми советува некој спорт што смета дека е добар и за растот и за развој. Добро, ви благодарам за јавувањето и за прашањето. Ова е нешто на дополнување на оно што претходно го споминавме во однос на спортовите. 3-4 годишна возраст е се уште рано кога децата може да соработуваат, за да може активно да се работи со некаква организирана спортска активност. Затоа спомнавме дека тоа се прави некаде после 5-6 годишна возраст, кога веќе имаме интеракција со детето и кога детето слуша наредба и кога детето може да соработува. И во однос на тоа мораме. Во оваа возраст се уште се толку самите темпераментни и активни да и не доволно е само да излеземе надвор со нив и да трчкаат, отколку да се трудиме да им наметнеме некаква активност спортска. Каратето го подобрува ставот. Не зборувам дека треба сите да бидат професионални каратисти, туку тоа се типови на спортови. Нема ни сите балерини девојчиња да бидат. Меѓутоа, убаво е да се почне со такви типови на спортови, заради тоа што они го започнуваат убаво формирањето на мускулатурата во однос на вежби за истегнување и тонизирање. И го се добива они правилен став на телото. Не е секогаш убаво да се почне со спорт како што дури се малечки, да се почне со спорт како што е кошарка, како што е ракомет или фудбал. Заради тоа што таму имаме акцент на екстремитетите, меѓутоа немаме акцент на рбетниот столб. Овие пливањето е исто убав спорт, колку се можностите, меѓутоа се повеќе има базени во Скопје каде што може да се практикува и тоа. Гимнастиката може Гимнастиката може, меѓутоа не знам ни дали веќе има некаде каде може да се практикува како организиран спорт гимнастиката, освен во училиштата. Значи, целта е, не зборувам дека баш пак се фативме за каратето. Целта е дека бараме спорт во кој што ќе го добиеме ставот на детето, во кој што ќе му го вградиме она правилно држење, во кој што правилно ќе активираме мускулатурата на целото тело, па потоа кога ќе стане малку посвесно 7, 8, 10 годишна возраст, да се избере тимски спорт понатаму во каков што се пронаоѓа себе си, кој што му е интересен. Да, кој што ќе го интересира, за да може да биде редовен во истиот. Сепак треба да се има жилба да се прави нешто. Впрочем, како и возрастните луѓе, нели сите се пронаоѓаме во одредена спортска или физичка активност. Моето претходно прашање беше токму за редовноста на прегледите и всушност следењето и од страна на стручно лице во правилниот раст и развој на детето. Обично редовните ортопедски контроли кај децата се вршат некаде до проодување или до 3 годишна возраст максимум. Потоа некако се прорачуваат тие контроли и веќе ќе се јават на лекар најчесто или после прегледите на систематски преглед, ако им нотираат дека нешто не е во ред или ако самиот родител примети дека нешто не е во ред со држењето. Баш заради високиот тренд на појава на деформитети, убаво е да се зачестат тие
прегледи превентивни рутински контроли во брзиот период на раст, кои што би биле некаде во период на од 12 до 18 месеци. Значи, тоа не значи снимање, не значи дека секој преглед ќе значи некои инвазивни методи, него рутинска контрола од стручно лице кое што ќе каже да, физичкиот развој на детето е во ред, може да продолжи понатаму, или има нешто што ни укажува дека веќе имаме засегање во однос на тој мускулоскелетен систем и дека треба да се почне со понатамошни исследувања или со понатамошен третман. Да. И сега кога сме кај понатамошните исследувања и кај самиот третман, пред сека и диагнозата, она што би го објасниле во продолжение е самиот преглед и начинот на диагностицирање. Подсетуваме и она што го споменавме и претходно, дека раното диагностицирање, како и за се друго, го олеснува понатамошниот третман, но не секогаш тоа е во рана фаза. Разликата ќе направиме во рана диагностика и подоцнежна диагностика и како изгледа самиот преглед и колку начини на диагностицирање постојат. Прво се започнува со клинички преглед, односно детенцето треба да му се одреди позицијата на стоење каква е. Секогаш прегледот се извршува со соблечена маичка, за да можеме убаво да го видиме целиот труп и без чевли, затоа што и самата статика на стопалата ни дава до одредени интензивирање или намалување на деформитетот. Основното е кога ќе го погледнеме детенцето дали имаме закривување, спуштање на рамото, позицијата на арбитниот столб, позицијата на карлицата, односно нивелираноста на карлицата, дали едната лопатка е поизлезена на надвор или не, дали оној агол на половината од двете страни е симетричен. Потоа следи бендинг тест, на кој што се мери висината на самата поставеност на двете лопатки и самата поставеност на целиот рбетен столб. Тука се користи или сколиометар, меѓутоа воопшто тоа не се никакви инвазивни методи, тоа е само клинички преглед во кој што ако се примети дека имаме некакви структурни деформитети, тогаш се упатува на рентген снимка, која што има посебна техника на сликање, се вика панорамска снимка на арбитниот столб, во која што не е само по сегменти на арбитниот столб, како што ги спомнав оние што стојат, туку е целиот арбитен столб, за да може да се одредат сите кривини и агли на тоа искривување, воколку го има, и потоа се врши мерење на аголот на кифозата, воколку го има и дали е тој во оние физиолошки граници, и аголот на сколиозите, или сколиозата, дали една или двојна кривина, кој што се нарекува кобов агол, и во зависно од степенот на кобовиот агол, понатаму следи и третманот. Воколку е помал степен на кобовиот агол, се почнува само со редовни вежби, кои што не зборуваме дека се во оние слободни спортски активности, туку се тоа во специјализирани установи каде што ќе вежба под надзор со медицински лица одреден период, за тоа што вежбите се прилагодуваат на спротивната страна од онаа на која што е кривината на искривување, и затоа мора, реков, да се под медицински надзор, и откако во одреден период детето ќе ги научи тие вежби, потоа се практикува само да ги изведува во домашни услови одреден период, со тоа што имаме многу почести и поредовни контроли. Воколку е поголем степенот на тој кобов агол, тогаш веќе можно и одлучување во однос на носење на ортози, односно на корсети, кои што може да се еластични, може и да се пластични, пак зависно од степенот на искривување, и должината и времетраењето во однос на текот на денот, односно часови во текот на денот, и во однос на должина во години, повторно зависи од самото дете, од самата индивидуална проценка, која што се пак се комбинира со вежби,
или во колку е најголем степен, односно нели нешто поголем степен на искривување, тогаш се одлучува и за хируршки третман, кој што е, да речеме, и најмакотрпниот начин на третирање на сколиози. Кога зборуваме за сколиозите конкретно, не е поентата само да го добиеме правилниот став. Големиот степен на искривување ни доведува особено до неправилен развој на градниот кош кај детето и компромитираност во однос на респираторниот дел. Значи, во овие случаи не зборуваме само за правилен раст и развој на нервен столб заради мускулоскелетниот систем, туку и заради витална загрозеност, односно несоодветна респираторна функција. Оно што го споменавте се всушност и начини на лекување во однос на самата диагноза која што ќе биде утврдена при оној преглед, првичен, и понатака се одлучува дали ќе биде конзервативно или оперативно третирање и лекување. Под конзервативно спаѓаат лечењата, појасите, кои што се вежбите. А вежбите се по тераписки опции или пак тераписка опција е нешто што плюс би го додале во овој дел на третирање? Вежбите се по тераписка опција, значи тоа се соодветни медицински вежби кои што се подготвуваат, значи тоа се група на вежби кои што индивидуално се адаптираат за секое дете. Во однос на состојбата, во однос на состојбата и кривината што ја има рабитниот столб и физичката способност на самото дете. Да, имаме гледач. Добар ден. Добар ден, дали сте? Добар ден, повелете. Добар ден, поштовање, поздрав до емисијава. Од Видница се јавувам методи. Овака. Поздрав, повелете. Сакам да прашам дали дефектолозите, дали е тоа од моја гледна точка, овака, како да кажам, до трето колено не може сестра и брат да се дедат. То трето колено, ние така водесме во тоа. Јас ништо не ве разбрав. Ако може малку појасно и попрецизно да го формулирате прашањето. Рабетниот столб, дали е наследство од некои трауми, некои, не знам. Сакате да... жена има епилепсија, да речеме, јас и помагам колку можам. И од тоа аспект не знам. Сакате да прашате дали пореметувањето во функцијата на рабитниот столб има некакви... Деформации на организмот, значи, настануваат од аспекта до во нашата црква попокоја крштава, до трето колено не се зима, да речеме, брат со сестра, до трето колено. Мислам дека ве разбрав. Добро, прашањето веројатно е за самиот генетски фактор, она што го споменавме претходно. Дали од тоа ме разбирате, ама вие американци малку зборите. Да, добро, ве разбравме и веќе ви одговориме наједноставно во продолжение или ќе повториме она што кажавме за самиот генетски фактор, бидејќи колку што разбрав, претпоставувам дека тоа е прашањето. Генетскиот фактор постои, меѓутоа секогаш имаме и тригер фактор, освен кај оние тешки аномалии и малформации. Кога зборуваме за умерените степени на сколиотично, кифотично, односно за деформитет и нервен столб, тогаш генетскиот фактор не е единствен кој што го искажува деформитетот, туку треба да имаме и поддршка, односно фактори кои што ќе го поддржат неправилниот развој. Ќе се навратиме кај самото диагностицирање пред да продолжиме со оние опции на лекување во конзервативно и оперативно, она што го споменавме претходно, во однос на диагностицирањето или на временото забележување и консултација со доктор. Оно што сакам да прашам во продолжение е колку и покрај забележувањето или да речеме ете незабележувањето и самата состојба продолжува понатака и искривувањето се повеќе се продлабочува или се зголемува, всушност може да доведе до степен каде што веќе конзервативниот третман нема да има никаква улога. Прашањето ми е колку подоцна забележувањето на симптомите може да доведе во ваква ситуација, дали и од тоа зависи? Зависи, дефинитивно. Игнорирањето на проблемот. Понекогаш се самите деца и самите родители свесни дека има проблем, меѓутоа се игнорира, особено заради децата. Едноставно не сакаат да се
прилагодат кон вежби, не сакаат да носат пластични корсети воколку дошло до тој степен. Во периодот на интензивен раст настанува се поголемо искривување, кое што напоменав веќе оди во однос на загрозување не само на естетскиот дел, не само на мускулоскелетниот, туку и на респираторниот дел, и до кој што треба да се оди кон оперативно лекување. Секој одложување на проблемот го зголемува. Не го решава, туку го зголемува. Секое понавремено и поактивно јавување и соочување со проблемот многу полесно се решава. Да. Терапијата се одредува индивидуално од пациент до пациент, односно од состојбата на ребитниот столб кај самото дете, се разбира. Од што пак зависи колкав успех ќе има ваквото конзервативно лекување? Споминавме дека е клучно тоа што ќе го одреди самиот доктор, специјалист за тоа што ќе носи детето, колкав временски период ќе го носи и понатака продолжување со вежбите и со носењето во текот на денот, односно кога ќе замине од установата, здравствената установа. И сега, дали тоа зависи од тоа колку ќе биде дисциплинирано детето, односно нели упорноста на родителите во продолжение, или од што друго е клучен фактор за успехот на кога се јавува проблем, значи кога ќе одредиме дека детето има проблем во однос на деформитет, тогаш треба да се воспостави врска помеѓу самиот лекар што ќе го третира детето, самото дете и родителот. Воколку една алка од тој триас не соработува, тогаш нема да имаме успешно лекување. Не можете да наметнувате ништо воколку детето не прифаќа и воколку родителот го игнорира или воколку и родителот не соработува. Заради тоа што, пак ќе кажам, зборуваме за деца, мораме да имаме комплетна соработка. Успешноста на решавањето на проблемот зависи од тоа колку е навремено започнато, каков е пристапот кон самиот проблем, колку родителот го сваќа тоа сериозно и колку успеваме да му објасниме на детето, затоа што сепак е дете, дека проблемот што го има ќе му пречи цел живот, воколку сега не го решиме и колку успееме поинтересно да му го направиме самото лекување. Да. Значи самите, пак ќе речам, вежби не значи дека ќе треба за секогаш да го врземе во периодот на раст детето дека мора само со медицински вежби. Ама мораме да изнајдеме начин како ќе го заинтересираме и во групни спортови и со вежби кои што само ќе ги прави за да го решиме проблемот. Како да изнајдеме начини во носењето на тие корсети воколку се потребни, колку и да не се пријатни, колку и на децата да им пречат, да го соочиме детето дека тоа не е ништо страшно, дека околината нема да му се подсмева, дека тоа е за негово добро и дека е тоа во одреден временски период за да може понатамо цел живот да има соодветно и функционален мускулоскелетен систем. Се додека имаме добра соработка доктор, дете, родител, ќе имаме и успешно лекување. Секогаш фази на раст, детска возраст, пубертет, знаеме да дојдеме до тегоби. Меѓутоа, родителот и докторот се оние кои што мора да изнајдат начин како да му се пристапи на детето за да имаме успешност во лекувањето. Сето тоа е добро доколку ете почетокот на деформитетот се забележи уште во самиот почеток или во ран почеток или во рана фаза. И се одредуваат одредени тераписки вежби или оно што представува тераписка опција, но веројатно оно што го поставуваат родителите како прашање е добро колку сега моето дете ќе треба да ги практикува овие вежби или кога најрано би можеле да видиме резултат? Колку? Секојдневно. Значи, кога веќе го имаме проблемот, секојдневно се применуваат вежбите. Напредокот го забележуваме дури после неколку месеци и тоа најнапред ќе биде како напредок во однос на соодветно и правилно држење на телото на детето. Примената на вежби, носење на корсети, носење на помагала не оди во цел дека ќе успееме да го коригираме структурниот деформитет.
туку дека ќе спречиме тој да се зголемува и да се развива. Значи, има често прашања, детето мое носеше корсет 2 години и ете кривината остана. Да, кривината ќе остане. Но не е зголемена. Но не е зголемена. Тоа е целта. Не можеме да кажеме дека ниту со вежби, ниту со помагала кривината ќе се исправи и дека детето ќе има правилен рбетен столб како никогаш ништо да не било, како избришено со гума. Не. Целта ни е да не прогредира деформитетот, за да не дојдеме до многу потешки состојби. Што значи дека еднаш настанатото искривување, колку и да е тоа минимално, со започнување на вежби ќе се стагнира или ќе се стопира неговото Ќе се стопира, да, или продолжување? може минимално ќе се коригира. Меѓутоа дека ќе го снема, не. Да, добро. Се приближуваме полека кон крајот на денешното издание и она што нели секогаш го кажуваме, го потенцираме и го повторуваме, се со цел да се запомни онака како што треба, но и еве да се намали бројот можеби на причините за настанување на овие деформитети или најчистите деформитети за кои што зборувавме во текот на денешното издание, се разбира превенцијата, превентивните мерки, превентивните прегледи, наблюдувањето и заблежувањето навремено доколку нешто не е во ред. За оние родители кои што не гледаат, но и за оние деца кои што ете веќе започнале на училиште и имаат одреден фокус кон одредена физичка активност или кон одреден спорт, би можеле во продолжение ете сето тоа што е во склоп на превенција да го повториме и да заокружиме за денешната тема. На време почнување со физичка активност. Добро е и за родителите, добро Да. е и за децата и нели колку е таа поголема и заедничка, толку е поубава за целото семејство. Соодветните навремени прегледи во она рана возраст, да го забележиме како седи, како јаде, како пишува домашна, како гледа телевизија, нашето дете како се движи по дома, тоа е она основно, да си ги наблюдуваме децата за да ги забележиме промените кај нив и што порано да се алармира за да се изнајде начин, па ќе кажам децата се индивидуи, мораме да им пристапиме така, да се изнајде начин што ќе биде интересно и добро и во здравјето на детето, и за неговата психичка состојба и ќе го прифати да го работи за да имаме успешно лекување во сето тоа. Секој можен момент да се да се искористи за физичка активност надвор во природа, а не за седење дома на поменатите електронски уреди кои што не би требало да бидат повеќе од час, час и половина дневно, а не по неколку часа како што е тоа вообичаено, за да имаме нормален мускулоскелетен развој. Така. И јас верувам дека ете овие совети и препораки кои што ги дадовме во изминатиот еден час беа добродојдени и така од корис на сите оние родители кои што имаат мали деца, деца кои што се уште сте во раст и развој и кои што се разбира ваквите препораки важни во понатамошното следење, но и насочување на сопственото дете во однос на одреден спорт и она за што постојано зборуваме е правилниот раст и развој. Доктор Аница, ви благодарам што денеска бевте моја гостинка и што ете успеавме да обработиме денешната тема. Како физијатар има уште доста теми кои што би можеле да ги обработиме и во иднина и јас верувам дека ќе најдеме интересна тема која што исто така ќе го привлече вниманието на нашите гледачи. Благодарам и вас. Имајте пријатен работен ден, а во продолжение јас разбирам на крајот на вторничното издание ќе ви се заблагодарам за денешното внимание и учество во денешната ординација. Зборувавме за деформитети на рбетниот столб во детската возраст и она што го кажавме е особено важно и за децата, но и за родителите. Одберете го на што го сака вашето дете, практикувајте физичка активност секојдневно, вие и вашето дете што е особено важно и се разбира ве очекуваме повторно во утрешното издание на Алфа Ординација, но и во продолжение со програмата на Алфа, Алфаскоп и останатите содржини. Довидување од мене и имајте убав и пријатен ден.